3 март, ден кој секоја година наголемо се слави во Бугарија, односно потпишувањето на Сан-Стефанскиот мировен договор, кој никогаш не се реализирал. Но сепак, 145 години подоцна, денеска нашите источни соседи ја чествуваат идејата за голема Бугарија. На овој датум, во 1878 година, бил потпишан Сан-Стефанскиот мировен договор, со кој било предвидено создавање на бугарско автономно и вазалско кнежевство, но со христијанска влада и сопствени вооружени сили. До потпишувањето на Сан-Стефанскиот мировен договор доаѓа по така наречената источна криза, која е всушност војна помеѓу Русија и Османлиското царство. По завршувањето на војната или таа така наречена голема источна криза, Русија како победник кој излегува од таа војна, ја присилува Османлиската империја да седне на маса на преговори. Во Сан Стефано на маса се става документ во кој се предвидува да се создаде една прилично голема држава, односно бугарска држава на територија на Балканот, која ќе излегува на Егејско море, на Црно море. Преку таа територија Русија ќе има шанса да излезе на топли мориња, нешто што бил нивни вековен сон. А Османлиската империја како поразена страна од војната подлегнува на тој притисок и го потпишува договорот. Но сепак, огромните апетити на Русија, односно протегањето на таа бугарска држава на денешни 5 држави на Балканот и големото потенцијално руско влијание во Европа, ги вознемирува другите сили и тој договор никогаш не заживува. Затоа, 3 месеци подоцна, останатите сили свикуваат мировна конференција во Берлин, каде се суспендираат трите одлуки кои биле донесени во Сан Стефано и токму на таа мировна конференција се создава денешната бугарска држава. Според Србов, но и дузина македонски историчари, токму датумот на одржување на Берлинската мировна конференција треба да биде денот кој треба да се слави во Бугарија, а не 3 март. Историчарите велат дека и покрај тоа што Сан-Стефанска Бугарија останала само нереализирана идеја. Таа е основата околу која се формира бугарскиот екстремен национализам, шовинизам и редентизам, како и постојаните испади на одредени бугарски политичари и општественици кога ја именуваат Македонија како бугарска земја или македонците како бугари, бидејќи огромен дел од македонската територија според договорот требало да припадне на Бугарија. Тоа е основата врз која денеска бугарите ги имаат сите претензии, ги превуваат претензиите кон Македонија. Тоа е всушност основата. Понатаму таа политика секако се развивала и добивала други облици, но таму е основата. Значи, тој договор има како еден вид на темел врз кој они подоцна веќе половина ја градат својата политика спрема Македонија. Оттаму е премисата на голем дел од бугарските актери во политичко-општествениот живот, односно желбата за састефанските граници, односно Бугарија од Црното море до Охрид.